Почитувани, добро вечер. За вечерва подготвивме една емисија која наликува на она што работевме во месец февруари 2022 година, а беше посветена на Тиквешкото езеро и падот на нивото на езерото за голема метража. Тогаш беше доведено дури прашање на воднувањето, но потоа се стабилизира и беше вметнато во некои акти на државата со кои се ограничува минималната кота на Тиквешкото езеро со цел да ја имаме постојано таа вода за да може да се одржува биодиверзитетот во самото езеро. Месец октомври сме, на крајот од овој месец 2022 година, че истата година, имавме повторно алармантно лоша состојба на Тиквешкото езеро, пад на водата, на нивото на водата за цели 26 метри. Котата ќе ја чуеме во самата емисија која е точно, меѓутоа ние со чамецот со кој успеавме да се возиме малку по Тиквешкото езеро, видовме дека на виделина се така наречените тунели или тунел за вода за наводнување, што значи истиот не може да ја прима сега водата ако е сезона за наводнување. Цела среќа што не е. Многу е падната нивото на Тиквешкото езеро и со збори и со слика ќе можете и во оваа емисија отворена за да ја видите каква е состојбата. Разговаравме со луѓе кои можат да зборуваат за оваа тема, со градоначалникот општина Кавадац Митко Јанчев, со најповиканото лице од областа на екологијата Роберто Паризов. Разговаравме со концесионерот на Тиквешкото езеро, Тиквешко езеро, значи не се вика Селекта, туку концесионерот на Тиквешкото езеро кој неодамна ја доби концесијата е Тиквешко езеро, така сега се вика концесионерот на Тиквешкото езеро. Се обидовме да разговараме со луѓе од Тиквеш, меѓутоа не успеавме или не ни беше одговорено дека едноставно не беше кренато слушалката на телефонот, иако сакавме од таму да ја чуеме верзијата за тоа зошто се исцрпува водата од Тиквешкото езеро. Имаме неофицијална информација дека поради прогласувањето на кризна состојба, водостопанство или СМ може да ги експлоатира езерата во Македонија за производство на електрична енергија со оглед на енергетската криза која имавме. И поради лошата хидрологија која имавме оваа година, таквите акумулации кои произведуваат струја се со многу мала количина на вода. Дали тоа е единствено решение, дали од овде таа количина на електрична енергија ќе биде доволна за Македонија или пак ќе учествува со голем процент, е прашање кое вие треба да го процените. Ние само ќе ја понудиме таа информација што до овој момент можеме да ја добиеме. Еве ги разговорите што ги снимивме на Тиквешкото езеро и во канцелариите на луѓето кои се одговорни или што може да зборуваат за оваа тема. Најпред да го чуеме градоначалникот општина Кавадац. Во февруар месец оваа година имавме голем пад на Тиквешкото езеро на нивото. Сега сме повторно на слична ситуација, 26 метри под таа нормална кота која се смета за оптимална и за луѓето и за животните. Вчера бевме таму и навистина е таква состојбата, лоша е. Како гледате, како ја коментирате оваа состојба? Неколку пати сме дискутирале на целокупната ситуација во нивото Тиквешко езеро за заштита и на населението и на самите рибен фонд и целокупното друго растение. А е нормално и за имотот на луѓето кои што ги имаат тама и општина Кавадац инвестира во делот на инфраструктура, водовод, патишта, улично осветлување. И знаете дека имавме заедничка средба и со министрот за животна средина и со представници од владата и пратеници кои се обврзаа дека нивото нема да го спуштаат до таа кота која што е дозволена и покрај тоа што имаат потреба. Меѓутоа сега гледаме дека во овој момент тоа не е така и дека се спушта нивото. Дури го внесува некои документи во службен вестник објавени. Да, објавија, меѓутоа мислам дека по нашите информации кои што ги имаме дека со прогласувањето на воредна, односно така наречена кризна состојба енергетска, тоа е аргумент да може да водата ја спуштат на пониско ниво, што за мене лично не е охрабрувачки и не е единствена работа да се спушта нивото до таа кота.
Гледаме дека малку струјата на берза се постабилизира, не е 500, 600, 700 евра, него е од 150 до 200 последните 2 недели. Така да ја апелирам до надлежните да го имат во предвид. И тоа ти најавуваат сопирање на вода. Да се намали производството на капацитетот од ХЕЦ Тиквеш, да може нивото да го одржуваме и покрај тоа што ова есен имаме прилично сува есен, да очекуваме нормално нови дождови, снегови, каде што таа акумулација пак ќе биде до кој ниво. Трајното решение, неколку пати сме го дискутирали, се го кажале, и за развој туристички, и за инфраструктурски, трајното решение на Чебрен галиште за добивање на кота нула на Тиквешкото езеро. Вчера во разговор добив едно вакво сознание. Истата вода што се испушта да се враќа повторно за да се одржува нивото. Во некои земји тоа е пракса. Што мислите за ова недоговорено меѓу нас прашање? Вие како стручник од, речеме, од област која... Од она ја што ми е лично познато, да, такви вариабилни централи постојат. Да. И за тоа постојат добри софтвери, добри калкулации и економски и инженерски. Исплатливоста постои во тие вариабилни ревизирани ревизибилен процес. Да, ревизибилен процес, за тоа што имам моменти кога струјата е многу ефтина, дури неисплатлива за продажба. И имам моменти кога струјата е со висока цена, така да мислам дека државата е МЕПСО, ЕЛЕМ, че воспостават еден таков систем по изградбата на таа централа, дека е исплатлив тој систем во дадени моменти да се прави, да се работи. Мислам дека таков систем е во Босна и Херцеговина, која што е една од извозниците на електрична енергија и е исплатлив како процес. Верувам дека тие такви проекти, големи проекти, стратешки проекти, дека не се правени преку ноќ и дека ги правеле соодветни стручни лица кои што ова на некој начин го оправделе и од енергетска гледна точка, и од економска гледна точка, и од живота средина, и немам зошто да не верувам, така да верувам во цела работа и дај Боже да тоа веќе да се отпочне и се изграде како Чебрен галиште. Еве, во овој наш животен, работен век да го дочекаме и тоа да како луѓе, како нација постигнеме нов енергетски капацитет во Република Македонија. Пошто и сами знаете, сите капацитети кои што ги имаме во државата се исклучок на неколку, а стратешките капацитети кои што ги имаме енергетски се од времето на Југославија. Така да малте не, можеме да кажеме дека не сме изградили ништо, така да еве, дека се отпочне да се заврши таа работа. Мислам дека сите ќе поддржат тука и дека нема да има никаква дискусија. Во месец октомври 2022 година, значи иста година, имаме 28 степени Целзиусови на сонце, што значи во едни идеални услови правиме една емисија која посетуваме на Тиквешкото езеро. И разговараме со Ацо Митев, Александар Митов, концесионер. Драго. Па, што да кажеме со езерото, правиме некои иницијативи за подобрување на нивото на повисок водостој да се издействува, а меѓутоа се носат некои одлуки, али не се почитуваат од страна на надлежните и така да се соочуваме повторно со почеток. Митев, кој што понесува со Тиквешкото езеро моментот? Порно беше Селекта, сега? А сега исто не е само со друга фирма. Како се вика новата фирма која... Тиквешко езеро. Тиквешко езеро, тоа е концесионер кој се грижи за... Рибниот фонд. Рибниот фонд и сите ресурси кои... Да. И... А кои ресурси ги содржи Тиквешкото езеро? А Тиквешко езеро има ресурси повеќе, има значи водата се користи за хидромелиоративниот систем за наводнување на Тиквешки регион, потоа за производство на електрична енергија преку хидроцентрала Тиквеш, потоа за рекреативен стопански риболов, за кафезно одгледување на риба, аквакултура. И корисници има повеќе други, да речеме, собственици на викендици, на манастири, на пчелари и други. Ви ги споменавте точно по редослед како се приоритетните содржини изградени за ова езеро 68 година. 68. Значи, наводнување, струја и така натаму. И рибарство. Тие се основни трите. Значи, првото е за наводнување, како намена, а вишокот од вода за производство на електрична енергија, што во последните години не е
Што се Не случува е сега така. со езерото? Колку е паднато, која кота ја имаме и зошто почнува полека да се пали до црвено светло? Максималното ниво кога е на водостојот е на 265 метра надморска височина. Добро? Кота, така наречена, 265. А моментално имаме 239 кота, односно надморска височина, Тоа во опише 239. на колку е паднато езерото? 26 метра моментално е испод максималното ниво. Ако сакам да отидем на крајот, на влезот на езерото, Моментално може да се оде од почеток на браната, од браната, према Улив, до 17 километар може да се оде, а до 29,5, колку што е вкупно, Тоа е значи земја не, веќе. тоа не, нема, тамо е река само, обична река. навистина. А се оде само со пловни објекти, со чајмец, глисер, така нешто. Многу бедно делува сега Да. езерото. Што Не, правите? лоша слика, лош вака. Значи, сите се погодени корисници, сите се загрозени. Најмногу собственици на викендици и собственици на фарми, на кафези за Колку одгледување има на риба. купно? Викендици некаде циркулира бројка околу 2200-2300. Рибници колку имаме? А рибници некаде 20-21, така некако. И тие се најзагрозени, затоа што не можат да функционират како што треба за дотур на храна до рибниците, за транспорт на рибата, паѓа кислородот се намалува во водата, Имате штети од доваѓа- ова работа? да, настануваат штети. После собствениците на викендиците не можат да си одат на собствените викендици со месеци. Во годината може само еден месец, максимално 2 месеца, да дојде до некоја пристојно ниво височината на нивото на водата. Тоа преку езерото поминуваат, со лодка. Па сите Добро. само преку езеро, нема на друг начин. Овие што се преку вода, Аха. а додека во крајбрежниот појас тука Брушанско, Ресавско, Возаречка, така да речеме населба, се оде со кола. И сега тие нагоре што треба да патуват не можат да се однесат материјали за било што, нели, ако треба нешто да реновира, да изграде. Или едноставно на викенд не може да се појат, затоа се изградени. Вредноста е намалена на објектите, на куќите. Атрактивноста е намалена. Не е исто од кога е покрај вода и убава вода, високо ниво, и кога е вака ниско. Значи лоша гледка е, не е добро. А оваа вода, Да. ние инсистиравме минатата година и покренавме иницијатива на граѓани за загрозени, засегнати, и се постигнат, се дојде до некоја согласност да има едно ниво во зимскиот период, друго ниво во летниот период, ниво испод кое не смее да се пушта водата. И се донесе и одлука преку Министерството за животна средина, затоа што они располагаат со водите. И испадна и во службен вестник таа одлука се, ама еве гледаме не се почитува. Значи треба Која беше таа кота што ја имавте вие ние да се баравме падат? да биде зимнискиот период да не паѓа испод 245. Добро. А сега веќе имаме 239, значи 6 метра сме веќе испод нивото. Да. А тек следуваат ноември, декември, јануари, зимските месеци. А летниот период да не е испод 255. А водата е тука, ние викаме само поправилно да си ја користат за производство. Знаеме дека треба струја. Без струја не можеме да живееме. Значи, Никој. дојдовме до причината зошто е езерото паднато. Се троши Причината веројатно е таа за потрошувачка, за електрична енергија. Тоа многу се троши. Таму имаме 4 турбини во Хецтиквеш. Тоа некаде околу 130 кубни метри сите кога работат, трошат вода во секунда. Така. А просечно ниво на доток на вода во акумулацијата од Црна река е некаде околу 9 кубни метри. Што значи 130 поделено со 9 е некаде 12-13 пати повеќе се троши вода кога работи централата, отколку што има прилив на вода Јасно. преку Црна. Затоа е сега паднато. Затоа е паднато. Значи, а ние добивме информација дека испод 2% учествува производство на електрична енергија во целокупното производство на Купите државата. потреби за струја во државата. Да, од вкупното производство, не од потреби. Аха. Од вкупното производство учествува испод 2%, 1,8 така нешто. Јасно. Арно, ама ние викаме вака, штетта ќе биде многу помала да се увезе таа струја, да се плате,
колку се тие, тоа не е, да речеме, ние не викаме сите 1,8 да се увезат, али само 0,8% да се наменат средства за да се купе таа струја, езерото ќе биде постојано на едно пристојно ниво, прифатливо за сите. И ќе нема револтирани, загрозени граѓани. А сега ние имаме многу разочарани, многу Многу важен револтирани. стопански субјект. Кој има најмногу штета? Најмногу штета имат собственици на викендици и аквакултурата, али собствени на викендици најмногу. Аквакултура имат некои варијанти да ги повлекуваат према длабокото, кафеите да ги враќат назад. Значи тој таму има умирање на риби, Да, така. да. Али собственици на викендици не можат да одат. Ние немаме кој знае колку туристички капацитети, па ресурси, па да можеме да си дозволиме по Грција или вамо нам сите, нели, на одмори. Затоа треба вие вакви објекти што ги имаме да се посветеме, да ги чуваме. А најмногу локална самоуправа треба да се заземе за тоа и се зазема. Кога почнавме пролета ова година, си зазема локална самоуправа и супер е тоа, мислам. А и така треба да биде. Не може да очекуваме ние надворешни да ни одлучуваат за нашите проблеми. Значи, ако ние не се интересираме интерно тука, локално, друг сигурно нема да се потресе толку па да се заземе. Така ја чуеме на изјавата на градоначалникот оваа емисија, што мисли тој за оваа работа. Мите долго време сте овде. Има еден континуиран развој со изградба на куќи овде. Што представуваат паките моменти на паѓање на водата на езерото? Еве пролетте оваа година, овој период и така натаму. Ами што Каква е представува? состојбата овие 5-6 години назад, така може да Се прво изградбата се намали многу. За разлика од претходно. Претходно многу се инвестираше. Значи се градеше. А кога се граде, знаеме дека сите имат фајда од таа работа, нели? Се плаќат царини, даноци за робота, тоа се пари во буџетот. Нели, дали за железо, дали за греди, дали за керамиди или што и да, или мебел по куќите или така натаму. Државата има фајда од таа работа и сите имат фајда од таа работа. Ама пошто вака последните 5-6 години со водостојот се многу поремети и за стана дури има многу што се продават објекти. Значи има истакнато се продава. Па не може да одат на куќите, особено тие нагоре, со што па има кражби, па нема пристап на пример да отидат службите што се надлежни за тоа. Немат со што да отидат да патролират, да контролират или било што. И затоа луѓето се вака разочарани. Еве и одлуката се донесе, ама не се почитува одлуката. Значи, се донесе тогаш веднаш 5% да се покачи нивото. Тоа беше добра одлука. И тоа беше добра одлука. Да, и сите ја поздравивме таа одлука. Ама сега знаеме дека е енергетска криза навсекаде. Ама па ако земеме да мериме на вага, ова производство минимално е, штета е многу поголема отколку пак ќе кажам, значи да се наменат средства за увоз на електрична енергија за тие 0,8 мегавати, ќе биде многу задоволни ќе бидат граѓаните, 5 општини, најмногу Кавадарци. Комунален следниот дел на езерото, гледам дека поставува водомери, се носи вода така. Ќе дојде таа вода тука и каков е вашиот став за вклученоста на општина Кавадарци во развојот на тиквешкиот крај, да речем, преку езерото? Порано немаше, сега во последно време еве со лани што мислам оваа година пролет кога покренавме таа иницијатива и се кај локалната самоуправа се пројави така интерес. И што е нормално, логично е, локалната самоуправа и за тоа, за локалните жители да му ги решава проблемите. И ова се носење на вода, и тоа е, мислам, многу за поздравување, тоа е многу добро нешто, затоа што тука вода нема никој, едино некој бунар, помпа или од езерото, или од дома си носат вода. Ама тоа не може да се спореде со вода од водоводот, нели? А знаеме дека без вода ништо не функционира. И вредноста за тоа на куќите е падната, ниско ниво, пристапни патишта нема, инфраструктурата е слаба, нешто се започна, ама некако споро оде. Споро оде. Треба многу побрзо, поажурно, така, можеби треба да се некоја друга методологија, на друг начин пристап да се направи. Да. Значи, кога би било високо нивото, тука би се изградили објекти гостителски, хотели, мотели,
да речеме, ресторан и не е се исто у градот во ресторан и да седеш покрај водата во ресторан, например. И луѓето ќе си најдат атракција за атрактивно место, ќе биде интересно. И на таков начин не само домашни, него ќе се привлечат и други посетители од државата, па и да не речем и од надвор, али еве не мора од надвор, ама од државата ќе дојдат доста посетители, па тие трошат пари тука во општината. Значи пазаруват по дуќани, по маркети, за јадење, за пиење, за воз, но значи на секој начин државата, односно општината, има фајда од тоа, нема никаков зијан. Затоа треба да се заземат они, да се уредат некои делови. Али не викаме ние најнаш да се уреди цело езеро. Нека се уредат овие што се, да речеме, поатрактивни, погусто населени, повеќе посетени, што се поблиско до градо, значи кај што е помала инвестицијата, а ефектот ќе биде многу добар. Што ќе направите сега? Ако успеавте некаде во февруари месец да направите средба со одговорните во ЕСМ и ќе стиквеш и да се изборите, да влезе таа одлука во службен вестник. Што ќе работи сега иницијативниот одбор за влезе таа одлука во службен вестник испадне? Што ќе работи сега? Дали нова иницијатива или нова? Па мора нова иницијатива. Не знам. Треба да видиме сега. Значи не се почитува сопствената одлука. Јасно. Значи сопствената одлука не се почитува. Сега ние пак мора да укажуваме сега, не сакаме да дигаме некоја прашина што вика така голема, имајќи во обзир енергетска криза и така натаму, ама да биде тоа сето со мерка, нели, да не биде штета, да биде што помала. Значи колку е возможно помала да биде штета. До која кота би било така релевантно да се држи? Ами кажавме ние, зимскиот период од 245 да не биде пониск. А летниот период од 255. И тоа е добро, пошто од ниско ниво потребно е многу вода за малку струја да се произведе. Ударната моќ е од ниско ниво многу послаба отколку од високо ниво. Може би не сте стручник од таа област. Не сум ја стручник, ја тоа го кажеш, ама тоа го кажеш ја и го потврдија стручните лица. Па тоа го потврдија у собранието на седница која беа сите и пратеници, и министри, и градоначалници. Тоа го потврдија они дека тоа е, што го зборувам ја, дека е тоа така. Колку е пониско нивото, ударната моќ е многу помала и треба многу вода за малку струја, за разлика од кога е високо нивото. Што се случува со биодиверзитетот на цела околина? Мислам на живиот свет. Да, што се случува? Ами секако дека има штета, значи има штета, ама нема тоа кој да го регистрира така. Се загадува ли езерото вака на начин со пониско ниво? Сигурно дека се на загадување така. Како не, па колку е пониско нивото, толку е позагадено. Затоа што еден отпад да го разредеш во голема површина на вода и во мала површина не е исто. Се знае дека кога е во голема површина ќе се разреде на голема површина. Живиот свет, рибите како? Ама рибите не може да се ловат риби. Рибата, секоја риба се има свое живеалиште. Во, да речеме, во константно ниво на водостојот. Тоа особено е во природните езера. Некоја риба е на 5 метра, некоја е на 10 метра и тоа е константно живеалиште. А во вакви случаи кога варира нивото, паѓа или се качува, тогаш рибата, пошто и се пореметува живеалиштето и таа бега во длабочините, се крие. Значи, ако денес еден рибар на 5 метра ја лове длабочина, утре не е гаранција дека пак е на 5 метра. Не може ни да ја најде. Затоа што паднало пола метро или 1 метро нивото, а рибата избегала кој знае каде. Рековте нов концесионер Тиквишко езеро, односно вие со вашиот менеджерски тим и работници, во каква состојба сега го наоѓате? Имаме ли рибарење, дали имаме? Рибарење, моментно, каква е состојбата со рибниот фонд, моментно, и што ќе кажете за работата на вашата организација? Значи, рибниот фонд, како маса на риби, тука е, во водата. Изголемен. Ама не може да се лови. Значи, тоа е разлика. А не може да се лови баш од тие причини, се што кажам. Значи, нивото не е константно на водата. А рибата е многу осетлива на такви промени на водата и бега. Значи, масата на количината на рибите е зголемена. Арно, ама доваѓаат рибари затоа што се навикнал со години, секој дневно или секој викенд и сега не може, едноставно дома треба да седе, а нема други обврски и ќе дое тука покрај водата ќе се седе. А и у секој случај и да не фане риби,
покрај вода секогаш е пријатно и убаво и здраво е и така намо релаксирање и така натаму. Иначе дозволи, имаме дозволи. Годишни? Да, има дневни, 7-дневни, 15-дневни и годишни. Тие са 4. Можете ли да ни кажа условите за добивање на таква дозвола? Условите се да е од 15 години возраст па нагоре. Значи може секој да добие без разлика кој е. И претходно да има набавено риболовна легитимација од Риболовна федерација на Македонија. Добро. Значи тоа е услов, треба да има легитимација и врз основа на легитимацијата може да се изваде дозвола кој тип сака дневна, 7-дневна, 15 или годишна. Успевате ли да ги фатите рибократците? Кој ги има? Абе, Се добро. обидувате? Добро, сега намалено е тоа, не е во поранешниот период беше. Слушам дека е намалено. Сега ние пошто сме 24 часа тука ангажирани Добро. и нема викенд, нема празник. 365 дена, 24 часа. Рибочарска служба. Постојано, значи дено-ноќно 365 дена. И во почетокот кога почна судот да изрекува глоби вака повисоки, и знаеш како луѓето 1000 евра глоба, 500 евра, 1000 евра, 500 евра и така еднаш и ќе банкротира. И после почна веќе да се регулират сами и прашуваат пред време има ли измени нешто да не грешат и така натаму. Се запознавте Значи намалене. со Маре рибочуварка е таа. Да. Таа е единствена жена рибочувар. Да, она е прв Може во риб. Македонија. а? Да, прв рибочувар во Македонија, жена рибочувар. Жена. Да, со лиценца, со испит положен за рибочувар, со легитимација за рибочувар, со сите нишани. И добро се носи со. Сфера. Да, супер се носи, мислам ја свати ја научи работата и нема проблем. Со колку чувари работите претерото? Имаме тука двајца 24 часа, а иначе е зголемени до 4-5, Во сезона. значи зависи, да. Зависи денот, викенд ли е, летен период ли е, пролетен. Кога е мрестот, тогаш малку повеќе се ангажираме пролетните месеци таму. Мрест на рибата, природен мрест кога има. Зашто рибата тогаш е вака по-трома, тешко се движи и по-лесна е за рибократците. И сега се наметнува веднаш прашањето дали се порибува така. Да, секоја година во Дали сте декември. обврзани Да, тоа да го да, направите? обврзани сме. Секоја година во декември, помеѓу 25 декември и 30 декември. Што порибувате како Крап, сорта на риби? исклучиво тоа според риболовна основа Добро. изработена. Порано ја изработуваш хидрометеоролошки завод Охрид, а сега Сточарски институт од Скопје. И обврзани сме секоја година и со закон и со договор да порибуваме. И тоа го правиме секоја година од 25 до 30 декември. Од причини што Што е тој период е како мртва сезона за пецарошите. Добро. Значи празници, ладно е, краток е денот. За разлика, ја ги гледам многу друштва, риболовни и концесионери, порибуваат мај месец, април, кога денот е голем, кога рибарите се на терен сите и лесно ја лова таа риба, бидејќи таа иде од мрестилишта. Таа е од затворен систем, се чува под младокот и таа не е навикната во дивите води. Која е меѓу таа вода и таа риба и оваа риба? Значи таа е не знае, нема одбрамбена моќ. Аха. И треба на неа време да се прилагоди во водата, во дивите води, Добро. да се прилагоди за да може да избегне на опасност од мрежи ли, од струк ли, од пецалка ли, од нешто друго ли. И затоа ние го одбравме тој период, а и со закон е тоа дозволено, да биде кога посетеноста е најмала од рибари, кога денот е најкраток, ладно е, и тие 2-3 месеца таман до март, додека почне риболовната сезона во полн ек, таа риба е веќе привикната, е порасната малце повеќе и нема да биде изловена, бидејќи тие што порибуваат во тој период, април и мај месец, како ќе порибат и по телевизија објават насекаде и сите рибократци утрето сите се таму. И ќе ја изловат половина и повеќе од рибата и тоа е грешка. Да. Кажавте Тоа е грешка тоа. Што е така, што е Да, тоа баш е. не треба да се знае многу. Па кој се порибува. како и одма утре 100 души таму ќе се наместат пецароши или мрежари или било што. Вие сте А. специјалист, стручњак за оваа работа. Кои риби ги има во Тиквешкото езеро? Многу приказки се вакви. Да. Вие сте најстручен да ни кажете која риба живее и најдобро може да живее во Тиквешкото езеро. Има регистрирано скоро 23 вида Ау, регистрирано.
Некои се во поголема маса, Количина, некои се помало. Али како најатрактивни секојаш е сомот. Нели така се рачуна. Па после иде крапот, па после идат оние другите црвеноперка, караш, костреш, белвичка, има секакви, значи клен, америчко сомче и така натаму. Ама во последно време тие риби плевел, така наречени, от има риби така наречени плевел, да, што не се посакувани од рибарите, а и во водите. А во последно време се покажува како да стија атрактивни и поатрактивни. Пример, америчкото сомче или карашот. Карашот порано или костреш, или америчко сомче, да му даеш поклон на некој, ќе ти се налута, ќе рече, ме зафркаваш, знаеш. Ама не знае да го спремат луѓето, може сега научи како е шо е. А и плюс многу издржлива, а тоа е најважно, рибата да е издржлива. Америчкото сомче, карашот. Е за јадење. Еве езерото, кажувме 29,5 км, 30 км без малку, кога е полно. И сега кога да рибари горе, еден ден, два, три може да се задржи. Црвеноперката е нежна риба. Ќе се осмрде, ќе се расипе веднаш. Таму нема за одржавање фрижидери, разни системи тоа. А америчкото сомче, карашот, нема и 2 дена на сонце фрли на песок, не умира, што се вика. А тоа се многу важи, издржлива риба. И вкусот америчко сомче и обичниот сом нема разлика. Да се спрема, да речеме, и да ти сервират, еве, во една порција измешано, нема теоретски шанси да се познае дека која е америчко, а која е обична Што сом. одгледуваат нашите 20, кои се смери тука? Крап, главна е крап, 90% е крап. Крап. Има нешто и сом малку, Добро. имаше, покушаа нешто и јесетра да пробат така, ама не успеат. Крапот е добро приспособлива Да, речеме, приспособлив да е он за овие услови тука и он е главна, вака, како главна риба за Каде кафе. си излезуве? Кои луѓе ја јадат ова риба? Еве. Нема доволно, малку е таа риба. Околу 1000 тони е годишното производство И во малку е просек. за потребите на Македонија. Многу малку. Тоа е. Па Македонија, ја колку што знам, зависи некаде околу 90% од увоз на риба. Ау. Само 10% А за колку е пожелно да се јаде во исхраната на човекот, тоа е Па сега, Рибата пожелно е е се, главна, косите главна. знаеме дека многу, риба. многу користно. А и до 2 пати е седмично да јадеш риба, супер е, мислам, кој може да си дозволи тоа. Тоа што кажеш, имаме Ама ја нема. недостиг од Немаме во свежа состојба, нема на нашите пазари риба. Нема. Значи се е во замрзнат состојба и се е од увоз. По фриждерите, по маркетите, ја гледаме сите рибата. Од Или- Босна и Херцеговина, пастрамки и така натаму. Да, има и од тука Во големите пастрамки. маркети. Ама се е Да, тоа тоа товена, од увоз. нема дива риба. Нема Значи, дива риба. се е товено тоа. Да, нема дива риба. И поради тоа, значи, може би треба да се посвете повеќе внимание на да се дозволен некако полиберален начин за производство на крап, тие процедури да се малку скратат, како што се разни дозволи, капацитет ограничување, не знам што, царини, високи даноци за увозот. Па Така, добре, еве да оно прашам. дават Што е 50%, тоа дават што би- субвенции. што би можело да ја стимулира производството на риба во Македонија? Поинете Квешкото езеро, како мерки или како некоја визија ваша за развој и поголемо приближување на рибата до нашите маси за јадење. Да. А па проблем е тоа да еве и да има расположение од Министерството за земјоделие за доделување дозволи за кафези, одгледување на кафезен начин, ама тоа пошто е само во акумулациите, а акумулациите се со променлив водостој Така? и тоа е главниот проблем. Значи, еве Тиквашко езеро сега викаме од 29,5 км е на 17 Добро. паднато. Ама крај брежниот појас, еве тука ние гледаме, 100 метра е до водата, а треба да е тука водата. И просторот се смалува многу. И доколку се пуштат повеќе кафези тука, кога ќе дојдат па такви периоди уште пониско ниво, ќе дојде до помор на рибата, до штета ќе се направи. Значи тоа може, кога би се држало во високо нивото, и еве тие пари државата ќе ги извади, и еден и начинот е и тие, значи со производство и продажба на риба, ќе се створи акумулација на средства и еве тие средства еден дел може да бидат наменети за увоз на електрична енергија. Така. Како и останатите, значи од многу други приходи може. А тоа е главно, значи треба да е високо нивото и тогаш може да се дозволат уште многу повеќе кафези и ќе се зголеме процентот, нема да биде само 10% од домашно Кој е производство. ваш субјективно ревислување за Чепрен, изградбата на Чепрен и земањето на концесијата, односно работењето на Тивишко езеро под едно постојано ниво? Тоа е идејата. Ама не, тоа
Тоа никаде официјално не е кажано, дека Така така го ќе чита биде. пред 15-20 години, сега може да Тоа измени е и само желба Желба. желба на граѓаните и така си нели секој си замислува тоа што си сака. А Ваш коментар за изградата на нова КЕЦ, на ова. Чебрен и Галиште вака, значи ова е со максимален капацитет 475 милиони кубни метри, Така. кога е полн капацитетот. А Чебрен треба да биде со 950 милиони. Значи без малку дупло 100% од Тиквишко езеро поголема акумулација. Така. А Галиште е па напола од тоа, 750 милиони, така некако. Така. Значи 50% поголемо од Тиквишко езеро. Еве за овие езера 50 години истиот муабет оде за Чебрен Галиште. 50 Јас го години. слушам 30 години, А, истиот муабет. Да, значи истиот муабет и тоа само Истиот. се оде. Не е мрдато. А за 30 години светот е, знаеме, Кина, Отиде у- за пред 30 Вселена. години, 40, само точаци возеа, Сега на Марс. а сега е најголем производител и извозник на автомобили у светот. Број 1, ја тоа не го знаев. И челик. Сега скоро го дознав тоа, значи, сите знаеме од, нели, од телевизија, од ваму нам, дека Кина до пред 30 и нешто години само точаци возеа. Така. И беа сите у работнички оддел. Да. Значи, фактор е човекот. Најголемите богаташи сега се во Кина. Значи, фактор е човекот. Значи, ние 50 години истиот муабет го вртеме и никако. Значи, треба стварно да се заземе некој и да пресече. Ништо само од себе нема да се заврши. Значи, само желба. А тоа што граѓаните очекуваат дека ќе биде на едно високо ниво Тиквишко езеро, тоа официјално Тоа е пуста желба. и тоа е само желба. Да, значи, јас пошто они полека планират слушам дека е пуста од муабетот што врте, доколку се најде инвеститор за Чебрен, Добро. да му се даде како поклон ова акумулација Тиквишко езеро. Со ХЕЦ Тиквиш заедно, како поклон, како привезок Јасно. за колата, за клучеви. Што мислите за тоа? А. Дали е добро или не е добро? Па Субјективно. ја сега што мислам. Ја мислам Може и дека да не мислите ништо. дека водите, ја колку што знам, сите држави си располагат, те национални се и треба државата да располага стопанисува да стопанисува. Така е, За разлика да се даде. И Србите имат проблеми, Да. меѓутоа си ги Доколку заштитуваат. дојде странски инвеститор тука, он иде тука за профит, не иде нас да не жале, ние немаме вода, не можеме да се возиме со чамец. Така. Не го интересира тоа. Он сака Он да профитира. профитира, струјајќи си производител. ХЕЦ Тиквиш пак ќе биде исто. Така е. Пак ќе биде исто, нема да има некоја разлика. Сега има нови, не се нови за нас, може се Релативно, нови да. технологии за поврат на водата, знаеш, да се враќа водата, повторно акумулацијата, па и да врте така. Може би тоа е 100 пати подобро, тоа да го направат на Тиквишко езеро, отколку да чекат некои Па ова идеја 500-600 милиона. да ја кажам. 500-600 милиона да инвестират во Чебрен и 10 години дали ќе биде тоа наредни 10 години или нема. Нека се направи пресметка. Па нека се направи пресметка дали ваа вода е поисплатливо да се враќа и да врте постојано. Зошто не го направат? Не знам. Да, со тие Што е? машини и Еве, ние не таа сме струја. стручни на таа област, ама Си прави логички е вода. таа, си Да, прави да. тоа е логика. Јас знам од други држави, таа пракса се што Постои. разборувам, постои Во некои тоа. американски Во Австралија ми кажуваат дека тоа е објективи смешно во водата да Австралија оде така- така. Така се Јас оти брат имам таму во Австралија и он ми кажува, вика бе, тоа е смешно водата да оде во неповрат. Сите брани акумулации се враќаат. Егејското море. Се враќаат акумулации, се врте постојано. И имаш струја нон-стоп. Сега скапа инвестиција, ама па направи математика дали Чебрен 500-600 милиона евра, со тие пари дали може да се направи тука Потполно се оправа. поврат на водата или може и помалку, сега не знаеме ние ни цени ништо. Овде привршуваме. Што би стакале за крај да ни кажете, господин Витев? Дали инициативниот одбор ќе ги запали сите мотори до нова година, ќе ја решиме до некаде ситуацијата? Ви треба ли помош од некој? Аз секој дека треба помош, али локалната самоуправа е главна. За Добро, тоа добро. нема што. Значи нашите Дава пратеници, легитимитет на цела работа. значи нашите пратеници локални, нашите градоначалници од Кавадарци и другите општини што се засегнати како Неготино, Демир Капија, Росман, градско, али најмногу Така е. Кавадарци се знае. Нивниот збор и нивната иницијатива има голема тежина за разлика од ние како иницијативен одбор. Значи советот со градоначалникот треба стварно да се заземат и да донесат одлука и да се застане цврсто таа одлука да се Почитување почитува. на ставот. Значи водното право, колку да може да се троши вода за струја. И од кое ниво не смеат повеќе да пуштат вода. Они сега се држат на некои договори од 68 година, 69-та, кога беше друга држава Југославија, што нема врска, таа држава веќе не постои 30 и кусур години. Тие договори се, значи тоа е автоматски ништовно. Ама нема врска тоа со сега сме сосема нова држава, нови
стопанственици за производство и за тоа. Значи, они на тоа се базират. Така да, тоа треба да се смене. Да се смене. Колку може хет тиквеш да троши, колку тиквешко поле за наводнување. Тиквешко поле за наводнување не прави никаква штета. Навистина. Нема, што тоа ништо не е тоа. Незначително е тоа што трошат вода. Каналот е 9 кубни метри, кој е полн. Добро. Толку е и просечниот доток на Црна во езерото. Они немале проблеми досега Не, со не. обувување стопанската? Не, никогаш. А со производство на струја е проблем. Значи 13 пати повеќе трошат вода отколку што има прилив на вода. Тука е проблемот. Добро, да завршиме овде. Па да завршиме, не е проблем, али јас сакам да кажам сега, пошто околу 9 месеци, скоро 10 месеци, немаше избрано уште концесионер за... Пошто нашиот договор заврши во јануари Добро. и постапка се почна за концесионерство, Добро. ама траеше многу долго. Сега, процедура. сега пред некој ден се подпиша договор за наредни 6 години и затоа сакаме вака на рекреативни рибари да му даеме една како препорака да почнат еве од овој викенд, да речеме од петок, да се регулират со дозволи, со легитимации, да не би се соочиле со законот, затоа што глобите се Да, апсолутно. големи и нема потреба од И тоа. зошто да ги И дават зошто кога кога може да можат се изваде се една пропуски? легална дозвола и да се биде слободен, вместо да се влечат по судови, па казни, па да му се одземат чамци, мотори, па мрежи, па не знам што. Значи тоа е една препорака да со овие наредни 2-3 дена да може да се регулират. Макар што влеаме во мртва сезона сега во овие се почне периоди, убаво али да се пак види. има еве убави денови има. Така Слушаме прогнозите и ноември ќе биде вака убав месец. Убав месец. Да, и затоа тоа е наша вака една Добро, препорака, наредни 6 бидејќи години ќе работи Да. Тиквешко поле, Тиквешко езеро. да, ќе стопанисува со рибниот фонд. Обидувајте се да биде се во ред, барем со рибниот фонд и заштитете го. Ако убие него Да, штитите, нема веќе Ама никој да да, го штити. така е. Ние тоа е и наша обврска со закон и затоа мора да почитуваме. Доколку не се почитува, тогаш може и да се Не раскине. направили ништо. Да, може и да се раскине договор. И затоа ние сме 24 сата тука, 365 дена. Вите, благодарам за разговорот, ние ќе разговараме со повиканите фактори за оваа проблематика, ако не друго ќе ги понудиме и Тиквешко и Хес Тиквеш да и тие да си кажат твоето мислење. Ви благодарам што Да. бевте повторно гостин. Во функција сме на заштита на биодиверзитетот на ова Тиквешко езеро, богатство би рекол што го имаме од природата и од човекот створено, се надам дека го заштитиме. Ви благодарам и на вас за посетата и што се вака посветувате на вакви актуелни проблеми за општо добро за сите граѓани. Не е за поединец, зашто Тиквешко езеро е на сите. И сите треба да го штитиме, не само ние. Значи сите, сигурно дека теретот е на нас. Значи главниот терет ние го понесуваме, ама ако не придонесуват, така и комуналната служба во градот. Комуналните се нели одговорни, ама сите ако прават ѓубре тогаш по улица да истурат канти и тоа, и таа работа не бива. Значи сите треба да почитуваат и хигиената и законот за рибарство треба да го почитуваат. И на таков начин ќе се долгорочно ќе го уживат благодетот. Зашто доколку дојде до ситуација да се лове неплански, прекумерно, претерано, тогаш може да дојде да се донесе некој закон да стави апсолутна, тотална забрана. Еден период од 10 години. Што не е добро. Поради, што не е добро за никој, поради обновување на рибниот фонд или зголемување. И затоа треба помалку да има постојано. И ние, тоа ни е нашата цел. Благодарам ја уште еднаш. Роберт, ја видовме вчера состојбата на Тиквешкото езеро, навистина е очајна, 26 метра сме подолу од таа нормална кота што треба да ја имаме. Како вие, како еколошко друштво, екоживот, гледате или коментирате вакви состојби? Коментарот секако е негативен. Ние од страна на еколошко гледиште би искажале незадоволство од самата ситуација. Сепак треба да имаме сочувство и кон животната средина, не само да ни интересира профитот и електричната енергија. Тиквешкото езеро представува живот за нашиот регион во Тиквешијата, баш еве сега го гледаме тука на картата, колкаво и колкав дел зафача. За самата Тиквешка котлина е значи многу. И тука спаѓаат и општините Росоман и Неготино. А убавините
климатските убавини ги црпат многу граѓани на национално и интернационално ниво. Знаеме дека се нели 2-3 викендици на бреговите на Тиквешкото езеро. Ние сме на интернационално ниво познати не само по викендиците, ние сме познати и по самиот строг резерват Тиквеш, кој што ние се уште го немаме репрогласено, а можеме многу да постигнеме и со тој резерват. На национално ниво има позитивна клима за негово репрогласување, а општината ќе добие многу. Мислам дека и не сме свесни колку многу ќе добиеме со самиот резерват. Тоа што водите се паднати 26 метра под некое во наводници нормално ниво. И тоа од 68 година не е регулирано? Тоа ја искажува само нашата неспособност да ги спроведуваме позитивни еколошки практики. Во февруари месец се договорија ЕСМ и иницијативниот одбор за спас на Тиквешкото езеро и градоначалникот да не се оди по таа минимална кота која го загрозува дивиот свет или флората и фауната. Од еколошка гледна точка, ќе зборувам, не од политичка, не од тоа што како се има договорено. Таа е наиста количина на вода која што влегува во Тиквешкото езеро и од таа количина на вода, доколку е поголемо нивото на езерото, ќе се произведе поголема количина на електрична енергија. Толку е, едноставна е математиката, физиката дефинитивно стои на таа страна, да самото ниво на Тиквешко езеро, водата да биде на повисоко ниво. Така да треба да бидеме малку повеќе практични и мислам дека треба да искористиме ситуацијата да наредната година кога истекува дозволата на ХЕЦ Тиквеш, да самата општина се вклучи малку повеќе посериозно во определување на котите и давањето на согласност за дозвола за работа на ХЕЦ Тиквеш, додека не се поправи таа кота, да не се дава согласност по наше видување, бидејќи сепак Тиквешкото езеро си е езеро веќе, е конструирано во некои други времиња кога немало толку многу аквакултури, немало толку љубители на природата кои што изградиле таму, инвестирале во тој објект. Може би и немало и толку плантажи со винова лоза, колку што има сега, и со самото неодржување на нивото, сепак сме есен. Некој ќе рече сега не се наводнува. Да, не се наводнува, но многу наши сограѓани ги црпат убавините. Од еколошки гледен аспект, тоа се микроклиматски услови во кои што Тиквешкото езеро влијае на самата количина на врнежи, на квалитетот на воздухот кој што го дишиме, на условите во кои што расте самата флора тука што ја имаме на територија на општина Кавадарци, на самите бројност и услови за живот на животните кои што таму живеат, така да Тиквешкото езеро представува живот за нашата Тиквешка котлина, за нашите граѓани, за природата, така да не смееме да дозволиме да седиме со скрстени раце и да дозволиме само да се црпи водата и толку. Стихино да. Што било ова не е договорно прашање. Што би било ако водата која истекува повторно би се враќала назад и така да се одржува тоа ниво на езерото? Вчера чув таков податок, во некои земји така се практикува работата на централите. Истата вода да не оди во неповрат, во Вардар и потоа во Егејското море, туку се враќа, се помпи назад во езерото и имаме постојано ниво. Ако е физички возможно, би било супер. Тоа е применливо во одредени земји во Европа. Искрено се надеваме дека побрзо ќе дојде таа изградбата на друга хидроцентрала на би го решило Чебрен тоа прашање? Дефинитивно, доколку се изграде стратегија за рамен водостој на Тиквешко езеро, доколку и таму ставиме приоритети во стратегијата, да самото ниво на Тиквешко езеро биде на соодветно ниво. Веќе 30 години очекуваме таа Чебрен да почне да се гради, не се гради. Ние разбравме во меѓувреме дека можеби има некои позитивни вибрации на таа тема и се надеваме дека поскоро ќе се изгради таква хидроцентрала. Тоа ќе ги немаме овие падежи, растежи и падежи. Со цел на минимизирање на тие еколошки шокови на самата средина на строгиот резерват Тиквеш, на таа територија и на самото езеро кој што е наше. Борите се како еколошко друштво тоа заштитено подрачје или заштитно подрачје, како ќе го кажете вие, да биде одржливо, да може само да се одржува, да не го уништуваме ние како луѓе. Големи казни за оние кои го експлоатираат. Дефинитивно казните треба да си одат, за да се одржува самиот закон да се спроведува.
во овој момент би сакал да упатам еден апел до сите медиуми, нели, голема благодарност до вас како новинари кои што прикажувате големо внимание на овој еколошки проблем, и би упатил исто апел до самите носители на одлуки, почнувајќи од градоначалникот Митко Јанчев, советниците да не седат мирно со скрстени раце, да превземат некои движња, сепак тие се носители на одлуки на локално ниво и на еден начин се тие кои што се избраници на народот и треба да ги решаваат овие проблеми. И најголем апел до представниците на Министерството за животна средина, кои што исто така се во можност за решавање на овој проблем. Не е само ЕСМ, затоа што ЕСМ си е една фирма со директор, а министерствата се тие кои што даваат одлуки и препорачуваат да се носат одлуки на повисоки институции како што е владата и собранието. И тоа би било се во оваа емисија Отворена за, која посветивме на нивото на Тиквешкото езеро, односно на она што го нуди Тиквешкото езеро како туристичко место, како стопански субјект, како објект кој може во значителна мера да го подобри нашиот видокруг на знаење и потреби, како за електрична енергија, така и за душевен мир на граѓаните кои доаѓаат овде, а ги има околу 2000 чуфта. Со изградбата на хидроцентралата Чебрен, која дај Боже ќе се оствари еден ден, ќе се стабилизира нивото на Тиквешкото езеро. Тоа е пустата желба која повеќе од 35 години ја слушавме и ја слушаме од власта, било која да е власт, се менува или не. Меѓутоа, по толку време, ние едноставно не можеме да го доживееме тој момент на стабилизација на нивото на водата, што е веројатно наша пуста желба. Но да се надеваме дека овој пат информациите што ни доаѓаат од највисоко ниво се дека Чебрен сепак ќе се гради и со изградбата на оваа централа која би била многу поголема од ХЕЦ Тиквеш, ќе се стабилизираат водите на Тиквешкото езеро, што е желба и на сите оние што имаат своји објекти овде и на идните кои допрва ќе градат овде своји живеалишта за одмор и рекреација. Толку во оваа емисија Отворена за, благодарам што не следевте и ви посакувам пријетно со нашата програма.